Петочно издание на регионалните вести. Дивите депонии го загадија Полошкиот регион. Најлоша е состојбата во општина Теарце, каде по нивите и земјените патишта има планини од отпад. Некогаш чистите зелени површини низ полошките општини се претворени во диви депонии. Почвите, водите, воздухот се енормно загадени, реагираат жителите. Ваквата еколошка катастрофа е присутна веќе една деценија. Има смрđа, не се диши. Значи тоа е многу лошо. Друго, се загадува почва многу. Критична е состојбата во околината на Непроштено. Низ нивите по земјените патишта и по останатите јавни површини низ општина Теарце има планини од отпад кои се создадени претежно од градежен шут и градежен материјал. Една од нив е и оваа депонија која се наоѓа на само 10 метри од регионалниот пат Тетово-Јажинце. Депонии има и на самите земјени патишта кои буквално се блокирани од смет, па селаните не може да стигнат до своите ниви. Селаните што има подолни ниви немаат шанса да пројдат по путот, па мораат да идат низ ниве, низ приватен имот, што им прави штета, за да стигнат во подалечните ниви. Мештаните велат дека неколку пати се обратиле до општина Теарце да го расчистат сметот, но не наишле на позитивен одговор. За ова ние неколку пати секоја година поделе барање за се чистат патиштата, али никако не доаѓа во разбирање општината да ги сврши тие работите, знаеш. И еве како што видите вие дека ние сме станале еколошка катастрофа сега. Вакви диви депонии има во секоја општина од Полошкиот регион, но за властите оваа еколошка катастрофа е очигледно невидлива. Депониите ниту се чистат, ниту пак се изрекуваат казни за тие кои ги создаваат. Владината мерка за субвенционирање на клими се уште не започна да се спроведува. Граѓаните кои се надеваат дека ќе се обезбедат со клими за оваа грејна сезона, ќе почекаат. Владината мерка за субвенционирање на инвертер клима од 1000 евра во замена за печките на дрва заглави во административните процедури во надлежните институции. Значи, ние имавме работен состанок и во владата, значи, на Република Северна Македонија, каде што исто така повеќе пати беа на состанок и нашите тимови, оперативни тимови, кои треба фактички да ја поведат целата постапка. Во моментот кога ќе биде комплетирана постапката како таква, нормално дека одма ќе оди на јавен повик како што е предвидено со одлуката на владата. Граѓаните со поделени мислења околу оваа мерка. Дел од анкетираните сметаат дека е добра, а останатите велат дека нема да придонесе за намалување на аерозагадувањето. Ја мислам дека овие мерки се добри и треба нормално влада, односно државата, треба повеќе да се функционира во врска со оваа работа. Бидејќи нормално тоа е и за загадувањето, значи помало. И нормално и во интерес на јавниот публицитет, тоа е. Многу промашена работа. Климите се повише се користа по станови, становите не троша гориво кое го загадува воздухот. Према тоа, мислим дека тоа е сосема промашено. Гледате дека сегашните згради што се градат, па нема ни оджаци. Тоа да, али не може они да постигне своите, види коле колку воза и она да тоа не, тоа има загадување доста. Има поќе, тоа е са проблеми, не е само од колете или домаќинството. Не знам колку е ефикасна. Како што разбрав дека греела само една просторија, сега не знам дали се исплати. Например, ако имаш салон поголем, дали ќе затопли. А во другите па да биде ладни, само ја мислам дека фрлање пари. Не знам. Мерката за субвенционирање на инвертер клима владата ја усвои на седница на почетокот на минатиот месец, а е наменета за домаќинства кои што користат енергетски неефикасни уреди за загревање на тврдо и фосилно гориво во 4 општини каде има загаден воздух: Тетово, Битола, Кичево и градот Скопје. Синдикатот за образование, наука и култура и Министерството за образование на денешната заедничка средба постигнаа договор за покачување на платите од 1 јануари следната година. Сите вработени во дејноста образование, во основно, средно и високо образование,
ќе добијат покачување на платите за дополнителни 10% од 1 јануари. Дозволете да истакнам дека ова покачување на платите, третата поред, доаѓа после 2 порано покачувани плати, и тоа од 1 септември 2018 година за 5% за основно и средно образование, од септември 2019 година, значи од оваа година, дополнителни 5% покачување на платите во основно, средно, високо образование и наука. Ова денеска што го соопштуваме на јавноста, според нас е почеток на нов период, на нови рунди преговори, на нови конструктивни разговори и договори, затоа што и денес отворивме и дополнителни прашања кои што беа и поставени во нашата одлука која што беше доставена до Министерството за образование. Беа отворени прашања околу проблеми кои што ги мачат нашите вработени, нашите членови на синдикат, во однос на подигнување на социјалниот статус по пат на регрес за годишен одмор, по пат на враќање на реалните трошоци кои се предизвикани од патување од местото на живење до работното место и назад, реално вреднување на работата во комбинирани паралелки, реално исплаќање на дополнителни реализирани часови во наставата и така натака и така натака. На пригоден собир со положување цвеќе и едноминутно молчење. Во Гостивар беше одбележана годишнината од стрелањето на 6-мината активисти од НОП. Пред спомен плочата близу црквата на градскиот плоштад во Гостивар, денес беа одбележани 75 години од стрелањето на 6-мината активисти од Народно-ослободителната војна. Настанот го организираше општинскиот одбор на Сојузот на борци. Во услови кога привршува завршните акции за конечно ослободување на Македонија и кога на хоризонтот се назираше новата зора, победата и слободата, окупаторските власти преминаа во пресметка и репресалии со сите напредни и прогресивни сили кои се определија и бореа за новото, напредното, за слобода и прогрес. На 10 ноември 1944 година, во предвечерието на конечното ослободување на Гостивар, овде, на ова место, во црковниот храм, тогаш Свети Сава, денеска Света Богородица, група балистички платеници, откако ги фатиле и брутално ги претепале пред очите на јавноста, ладнокрвно ги стрелале 6-мината активисти. Васил Печиновски, Израил Зафировски и Маренко Ѓоргиевски, тројцата од Долна Бањица, Сократ Павловски од Гостивар, Павле Петрески од Балиндол и Киро Ристовски Дрнц од Тетово биле стрелани на 10 ноември 1944 година по наредба на тогашната власт. На спомен плочата поставена во нивна чест беше положено цвеќе, а присутните им одадоа почит и со едноминутно молчење. Следното одбележување на Сојузот на борци ќе биде по повод ослободувањето на градот 18 ноември. Тетовци уште еднаш ќе имаат можност да ги слушаат гласовите на триото Шербет на вториот нивен концерт кој ќе се одржи на 17 ноември во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Овој пат ќе уживаат во изведба на Евергрини. Љубовта не излегува од мода, велат девојките од тетовското трио Шербет. Полни со позитивна енергија и многу љубов, нивните гласови повторно ќе бидат слушнати на сцената на Центарот за култура во Тетово. По првиот успешен концерт, на кој го промовира албумот Спомен, тие по втор пат ќе настапат пред тетовската публика, која постојано докажува колку е жедна за нивното пеење. Па како што е редот, сите три кажаа по нешто за престојниот концерт. Љубовта не излегува од мода е насловот на нашиот втор самостоен концерт. Концертот ќе се одржи на 17 ноември во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово со почеток во 20 часот. Картите се пуштени веќе во продажба, исто така може да се најдат во Центарот за култура во Тетово.
За разлика од минатата година, кога го промовиравме нашиот прв албум со преработка на староградски тетовски песни, но модернизирани на еден наш начин, годинава на репертуарот ќе имаме evergreen композиции кои што исто така како и минатата година ќе бидат поврзани со љубовта. Бендот ќе го сочинуваат Гоце Симоновски на гитара, Јован Василевски на сајзер, Ненад Вукојчиќ исто така на сајзер, Драгана Марковиќ на виолина, Мики Јовановски на кларинет, Дијан Апостоловски на тапани, Зорица Здравковиќ на перкусии. Специјален гостин ќе не биде Тимко Чичаковски кој што ќе свири на канон. Исто така главни специјални гости ќе ни бидат хорот Менада. Како што кажа Теја, концертот е насловен Љубовта не излегува од мода. Како што кажа Ана Марија, сите песни се на љубовна тематика. Ние некако цело време се навраќаме на тоа како порано биле работите, па така и сега. Најверојатно бидејќи ни се чини дека порано и пубави биле работите од што се денес. Концептот за концертот беше да се направи едно поврзување од Тетово, љубовта и модата. Нели тој слоган да биде присутен во секој аспект од концертот. Затоа се одлучивме фотосесијата да ја направиме во Тетекс, со модели од Тетекс, бидејќи Тетекс не само што се символ за Тетово, туку и се нераздвоен дел од животот на скоро секој тетовчанец и долго време ја диктирале модата во Македонија, бившите југословенски простори и пошироко. Она што е специфично за нашиот концепт е што ние одлучивме да облечеме машки одела, бидејќи традиционално е, нели, машките да зборуваат за љубовта, машките да изјавуваат љубов, меѓутоа ние одлучивме да ги облечеме машките одела и ние да зборуваме и да пееме за љубовта. Шеќерните девојки велат да побрзате, бидејќи картете и да калва. Звезди би сигнувале. Пронајдена марихуана кај 24 годишникот Тетовско Боговиње. Слушнете ги деталите од денешниот полициски билтен на СВР Тетова. Вчера околу 17 часот и 30 минути полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово лишиле од слобода 24 годишникот Тетовско Боговиње. При претресот, извршен со судска наредба во неговиот дом во Боговиње, во периодот од 16 до 17 часот била пронајдена марихуана и дробилка со остатоци од марихуана. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот и 35 минути во угостителски објект на улица Страшо Пинџур во Тетово, во кој била спроведена акцијска контрола, привеле 24 годишник и 30 годишник, двајцата од тетовското село Порој. При преглед кај едниот е пронајден нож, додека другиот немал никакви документи за идентификација. По целосно документирање на случајот, против двајцата ќе следуваат поднесоци. Во текот на вчерашниот ден исто така, околу 14 часот на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица Гостивар, привеле 34 годишник од Гостивар, осуден на затворска казна за сторени повеќе кражби на поширокото гостиварско подрачје. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа Тетово за издржување на затворската казна. Љубителите на спортот од Полошкиот регион престојниот викенд ќе имаат можност да проследат 20 на квалитетни надпревари во сите конкуренции. Фудбалските прволигаши викендов ќе го одиграат 14-тото првенствено коло. Ренова во сабота на градскиот стадион во Тетово ќе го пречека второ пласираниот Академија Пандев од Струмица, додека Шкендија во недела ќе гостува во Скопје кај Работнички. Двата надпревари ќе започнат во 13 часот. Во втората фудбалска лига Запад надпреварите од 12-тото коло ќе се одиграат во недела со почеток во 13 часот. Дрита во Боговиње ќе го пречека лидерот Пелистер. Вардар Форино на градскиот стадион во Гостивар ќе му биде домаќин на Лабуништа, додека Гостивар ќе гостува во Кичево кај Влазрими. Третолигашите од западниот регион ќе го одиграат 8-то коло, а двојките се следниве: Речица Љуботен, Арсими Пролетер, Нераште Тетекс, Флямуртари Трабзонспорт, Беса Зајас и Камењане Напредок.
Кошаркарите на гостивар во дербито на петтото коло на домашен терен ќе го пречекаат составот на Кожув од Гевгелија. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала Младост во Гостивар во недела со почеток во 17 часот и 30 минути. Викендов ќе започнат и надпреварите во втората кошаркарска лига. Екипата на Тетев ќе се надпреварува во западната група, која ќе ја сочинуваат 9 екипи. Тетовци во првото коло на домашен терен ќе играат против Црн Дрим од Струга. Надпреварот е закажан за во сабота со почеток во 18 часот во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово. Во првата машка одбојкарска лига ќе се одиграат надпреварите од третото коло. Екипата на Шкендија на домашен терен ќе се сретне со еден од фаворитите за титулата, Джио Струмица. Надпреварот ќе се одигра утре со почеток во 17 часот во спортската сала при Средното медицинско училиште. Универзитет Тетово денеска гостува во дебар против Дибра Воли, додека Лирија од Джеровјане е слободна ова коло. Во женската одбојкарска конкуренција екипата на Универзитет Тетово во рамки на четвртото коло на домашен терен ќе игра против Јанта Волеј од Скопје. Надпреварот е закажан за сабота со почеток во 18 часот во спортската сала при Државниот универзитет во Тетово, додека Бамикор во ова коло ќе им биде домаќин на одбојкарките на Виктори Волеј од Струмица. Она што во моментот го доживуваме е мозочна смрт на НАТО. Ова е диагнозата на францускиот председател Емануел Макрон. Во интервју за британскиот магазин Економист објавено во четвртокот, Макрон посочи дека НАТО умира заради непредвидливоста на Соединетите држави под председателот Доналд Трамп. Тој изрази сомнеж во точката од повелбата која е основа за воениот сојуз од 29 држави, дека нападот врз еден е напад врз сите. Забелешките бргу ги отфрли германскиот канцелар Ангела Меркел заедно со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на пресконференција во Берлин. Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht der Kooperation in der NATO. Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen. Американскиот државен секретар Мајк Помпео, кој е во посета на Германија по повод падот на Берлинскиот зид, ја истакна вредноста на Северноатлантската организација. I think NATO remains an important, critical, perhaps historically one of the most critical strategic partnerships in all of recorded history. Но Макрон не е прв член на НАТО што изрази сомнежи во алијансата. Председателот Доналд Трамп како кандидат го нарече пактот застарен, став што го смени по неговиот избор. I said it was obsolete. It's no longer obsolete. Но американскиот председател продолжи да ги повикува членките да трошат повеќе на вооружување и да не се подпираат толку врз американската воена сила. We must also ensure that NATO members meet their financial obligations and pay what they owe. Many have not been doing that. Во интервјуто Макрон рече дека Соединетите држави покажуваат знаци на вртење на грбот спрема Европа. Тој притоа се повикува на ненадената одлука на Трамп од минатиот месец да ги повлече трупите од североисточна Сирија, без да се консултира со европските сојузници. Коментарите на Макрон доаѓаат еден месец пред самитот на НАТО на 4 декември во Лондон, каде што генералниот секретар Јенс Столтенберг и многу сојузници сакаат да изградат слика на единство во време на растечката кинеска воена моќ и на руските обиди да ги подкопаат западните демократи преку сајбер напади, кампањи за дезинформации и тајни операции. Времето денес беше променливо облачно со повремен локален дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурите се движеа во интервал од 6 до 16 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со утринска магла по одделни котлини. Попладне и во ноќните часови со врнежи од дожд, пообилни во западните делови. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 17 степени Целзиусови.
Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте убав викенд. Пријатно.